Европската Унија преку програмата за санирање на штетите од поплавите одобри средства во висина од повеќе милиони евра за да им помогне на земјите да ги обноват транспортната инфраструктура во регионите кои беа најмногу погодени од поплавите минатата година. Овде е вклучена и општината Зрновци. Средствата ќе се употребат за реновирање и изградба на нов мост, кој се очекува да биде изграден за една година според принципите да се изгради подобро, според модерните градежни стандарди, кои ќе го направат поцврст и поотпорен на поплави. Во изминатите месеци направивме големи напори за да додеме до финансиски средства. Веќе можам слободно да најавам дека се обезбедени финансиските средства. Се работи за средства во висина од 1,5 милиони денари. Значи, овие средства се набавени преку фондови од Европската Унија, меѓутоа ќе бидат имплементирани преку UNDP. Очекувам дека до крајот на мај ќе започнеме со самата изградба или евентуално почетокот на јуни, бидејќи е почнена тендерската постапка, така да очекувам дека навистина ќе се најде изведувач кој што ќе може да одговори на потребите и ќе започнеме конечно и со градбата. Значи се работи за целосно нов мост, кој што ќе биде модерен, современ, широк мост. Предвидено е значи постоечкиот мост да биде срушен, на истата локација да биде изграден новиот мост. Јас исто така се надевам дека ќе најдеме решение и околу поставување на алтернативен мост кој што ќе може значи да го служат граѓаните со цел да не мораат да патуваат преку регионалниот пат Зрновци Виница, Виница Кочани, бидејќи познато е дека оваа делница е подалеку за околу 20 километри. Мостот во Зрновци е еден од 8 инфраструктурни проекти финансирани од програмата на Европската Унија за санирање на штетите од поплавите. Сите проекти се имплементирани од програмата за развој на Обединетите нации UNDP во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за транспорт и врски и Јавното претпријатие за државни патишта и локална самоуправа во погодените општини.